Новите податоци на Евростат за втората половина од 2026 година покажуваат дека само 8 од 29 европски земји ги зголемиле своите бруто минимални плати од јануари, додека инфлацијата во еврозоната во истиот период изнесувала 3,2%. Рангирањето на земјите според минималната плата значително се менува кога се зема предвид реалната куповна моќ, пишува Euronews. Во јули 2026 година Луксембург имаше највисока бруто минимална плата во Европа со 2771 евро. Потоа следат Ирска со 2391, Германија 2343 евра, Холандија 2338 и Белгија со 2234 евра, формирајќи група од 5 земји со минимална плата над 2000 евра. Франција е поблиску до оваа група со 1867 евра. Кога платите се изразуваат во стандарди на куповна моќ ППС, кои мерат што жителите на една земја всушност може да си дозволат, разликите меѓу земјите стануваат помали, а рангирањето значително се менува. ППС е вештачка единица што возможува пофер споредба на трошоците за живот. Во средната категорија со плати помеѓу 1000 и 2000 евра има 9 земји, вклучувајќи Хрватска со 1050 евра. Исто така, тука се и Словенија со 1482, Шпанија 1425, Литванија 1153, Полска 1119, Кипар 1088 евра и Грција и Португалија се по 1073 евра. Во рамките на Европската унија, Бугарија има најниска минимална плата од 620 евра, но 4 земји кандидати имаат поголем износ. Турција 621, Македонија 624 евра, Црна Гора 670 и Србија со 743 евра. Анализата покажува дека некои земји кандидатки ги претекнуваат членките на Европската унија во однос на куповната моќ. Македонија со 1142 ППС и Србија со 1094 имаат повисок минимум по ППС од 7 земји членки, вклучувајќи ги Малта, Словачка, Унгарија и Чешка. Споредбата на номиналниот редослед и оној според куповната моќ открива значителни поместувања. Најголеми придобивки остварија Романија, која скокна за 8 места, од 20-то на 12-то, и Македонија, која исто така се искачи за 8 места, од 24-то на 16-то. Од јануари до јули 2026 година, само 8 од 29 земји што беа надблюдувани ја зголемија минималната плата. Најголеми зголемувања беа забележени во Македонија од 6,9% и Романија и Естонија со 6,8%. Власта официјално потврди присуство на бактерија во водата на Гостивар. Се бара основното јавно обвинителство да отвори постапка против министерот за здравство Сашо Клековски и премиерот Христијан Мицкоски, изнесоа на прес денеска од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. ВМРО ДПМН е пак во фокус им се конкретните мерки на владата за да се обезбеди стабилно и непречено функционирање на енергетскиот систем. Власта официјално потврди присуство на бактеријата Pseudomonas aeruginosa во водата. Водата што ја прогласија за техничка и дека може да ја користат граѓаните има бактерија. Страшно. Тоа значи дека граѓаните на Гостивар се капеле со бактерија која представува ризик по здравието. Кожни инфекции и бројни други сериозни заболувања предизвикува оваа бактерија. Ова е врв на институционалниот колапс и уште еден здравствен скандал. Системот на Мицкоски и Клековски целосно потврли во својата основна задача. Наместо да го заштити здравието на граѓаните, го загрози. За само 2 години владата успеа да ја зачува сигурноста во снабдувањето со енергенси, да обезбеди едни од најниските цени на горивата во регионот, да спроведе значајни инфраструктурни проекти, да го модернизира пазарот на електричната енергија и да воспостави политики кои се согласени со европските стандарди. Македонија помина низ една од најтешките енергетски кризи во Европа. Но граѓаните во ниту еден момент не останаа без гориво и не се соочија со ценовен шок. Тоа е резултат на навремени одлуки, добра координација, конкретни мерки кои обезбедија стабилно функционирање на целиот енергетски систем. Воспоставени беа ефикасни механизми за управување со кризна состојба. Обезбедени беа стабилен увоз на горива и доволни домашни резерви на енергенсите, со што снабдувањето на пазарот се одвиваше непречено во текот на целиот кризен период. Регулаторната комисија за енергетика донесе нова одлука за највисоките малопродажни цени на нафтените деривати. Со новата одлука, бензините поевтинуваат за 2 денари по литар, кај дизелот има минимално зголемување од 1 денар, а малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство
се зголемува за половина денар. Па така новите цени на горивата изнесуваат. Евросупер БС 95 ќе се продава за 91 денар за литар. Евросупер БС 98 за 93 денари за литар. Евродизел БС 99,5 денари за литар и екстра лесното масло за домаќинство ќе се продава за 98,5 денари за литар. Бројот на работниците во индустријата во јуни 2026 година е намален за 2,3% во споредба со истиот месец лани, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Најголем пат е забележен во рударството и вадењето камен, додека преработувачката индустрија бележи намалување на бројот на работници за 2,1%. Во првите 6 месеци годинава, бројот на вработени во индустрискиот сектор е понизок за 2,9% во однос на истиот период од 2025 година. Хрватскиот министер за внатрешни работи Давор Божиновиќ најави засилени инспекции низ земјата откако полицијата открила дека работници од Индија и Непал биле сместени во крајно лоши услови. Полицијата и Државниот инспекторат спровеле надзор на локалната компанија од Чазма и провериле 62 работници од Индија и од Непал, при што откриле сериозни неправилности. Како што откри Божиновиќ, 8 работници биле сместени во еден градежен контејнер со површина од само 14 квадрати во кој немало клима уред, а немало ниту доволно санитарни простории. Утврдените неправилности ќе бидат санкционирани од Државниот инспекторат. Борбата против големиот пожар во Западна Атика влезе во својот 5-ти ден, а пожарникарите се уште се борат на 3 активни фронта, објави вестникот Прототема. Најголемите напори се насочени кон областа од Псата до Лумпа, а експертите предупредуваат дека часовите по 13:30 се најкритични поради зголемувањето на температурите и намалувањето на влажност. Во гаснењето на пожарот се вклучени околу 450 пожарникари со 126 возила, 22 групи пешадиски единици, волонтери и цистерни за вода. На грчките сили им помагаат 46 пожарникари од Франција и Романија со 8 возила. Воздухопловните сили, вклучувајќи авиони и хеликоптери, исто така се распоредени за време на операцијата за гаснење на пожарот. Топ Ченел објави дека Министерството за внатрешни работи во Албанија прогласило двајца државјани на Македонија за персона нон грата, наводно поради сомнителни активности против албанската држава. Како што објавија извори на новинарката на Топ Ченел Анила Хоџа, двајца граѓани од Северна Македонија се прогласени за најпожелни поради кои постојат докази за активности штетни за албанската држава. Извори кажале на Анила Хоџа дека одлуката е донесена по предлог на антитерористичката единица во државната полиција, додека потврда е дадена и од Министерството за внатрешни работи, кој ги прогласи за персона нон грата Валон Белја, односно Ваљон Бела и Бекир Халими, двајцата со македонски државјанство. Нема криза за вода за земјадоците оваа година. Во акумулацијата Калиманци во моментов има 48 милиони метри кубни вода, што е речиси половина од капацитетот. Дневно за нивите во Кочанско и Овчеполскиот регион се испорачуваат 1,2 милиони метри кубни вода. Во Брана Калиманци моментално имаме 48 милиона метри кубни вода за ефективно за наводнување. Дневно испорачуваме по 1,2 милиона метри кубни вода, односно по од прилика 13 метри кубни вода во секунда, од кои 6 до 6,5 кубика се за нашата подурница, останатата вода од 6 до 6,5 кубика е за подурница Свети Николе. Колкова е потребата за земјоделието од вода? Според параметрите што ги имаме, коефициент од 2 за оризовите површини, кет за другите култури пченка, луцека, лозов насад, сметаме дека сме во таа норма, иако во последните 5 дена имаме екстремни температури. Спремни сме и да го издржиме брано до крај сценариите 5 дена и потоа мислиме дека после 10-ти малце работи ќе легнат. Дали со оглед на овие тропски жештини ќе има евентуални рестрикции или за сега е се во ред? Моментално поголем акцент ни е фрлен на поддружница Свети Николе да ги задоволиме потребите за наводнување во Дурфолија Каратманово, кои се на 110 км оддалечени од Брана Калиманци. Тамо се адаптираме, ќе го завршиме наводнувањето, од четврток можеби ќе фрлеме малку повише експерт на
уризовите површини што се наоѓаат во Кочанскиот и во Стипскиот регион, односно во општина Карбинци. Во каква состојба е системот за водоснабдување и кои се загубите на вода? Дали се намалени? Хидросистемот, како што знаеме, е стар 55 години, недоволно одржуван цело време, но сепак хидросистемот Брегалница успешно ќе се заврши работата и оваа година. Загубите на водата се релативна работа, ние типуваме дека се од 3 до 5%. А штом ние успеваме моментално на 40 степена температура да однесеме вода во Турфулија Карадманово, најодалечената точка, значи сметаме дека е во одлична состојба. Апелот до земјоделците како да се однесуваат со водата во овие тропски горештини? Мислам дека малце и земјоделците на повисок стадиум, значи максимално рационално се користи водата за наводнување. Високите температури носат ризик од дехидратација, а таа големи здравствени проблеми. Лекарите велат дека на почетокот телото не прави разлика помеѓу 35 и 37 степени, но секој нареден ден разликата е осетлива и станува опасно по здравјето. Високите температури може да предизвикат стрес врз организмот, заради тоа може да страда респираторен, кардиоваскуларен, цереброваскуларен систем кај пациентите. Дехидратацијата е опасна и таа не предизвикува само жет, туку и други симптоми. Симптомите на дехидратација најчесто е сува уста, силно изразена жет, може да дојде до слабост, вртоглавица, замор, малаксаност, дури и до промена на бојата на уринат. Во вакви услови тешко се конзумира храна, а организмот е бавен. Во летниот период се препорачува користење на лесна храна и тоа да бидат помалку обруци, но да бидат почести, да се користи зеленчук и овошје кој што ќе содржи многу вода, како на пример лубеница, диња, да се пие доволна количина на течности и вода. За оние што работат на вакви температури, ризикот е уште поголем. Најмногу може да бидат засегнати кардиоваскуларниот систем, заради тоа што наглите промени на температурите може да доведат до ширење и стеснување на крвните садови, по појава на различни инфаркти. Може да дојде до вртоглавици заради пад на притисокот, може да дојде до дехидратација, до исцрпеност, дури и како најтешка и најопасна може да биде топлотната исцрпеност, односно топлотниот удар или бран. Кој е спасот за телото во вакви услови? Во летниот период најнапред се препорачува престој во проветрени и ладни простории, не излегување надвор без потреба во период од 11 до 15 часот, доколку се надвор пациентите, односно лицата, потребно е да носат заштитна облека како шешир, капа, наочари и задолжително крема со висок SPF фактор, да се пијат доволни количини на течности и вода, да се носи лесна облека. Што со оние кои мора да се подложат на рехидратација? Дали решение е само водата? Во летниот период се препорачува внесна вода, заради тоа што водата ги помага во регулирање на телесна температура, помага во надокнадување на тоа што е изгубено преку потење, го подобрува функционирањето на сите органи во човечкиот организам. Но особен ризик се постарите лица, кај кои сензорите за жет не функционираат најдобро. Постарите лица, чувствителноста на рецепторите за топлина и ладно се променети, односно намалени, тие помалку се потат и помалку имаат чувство на жет, заради тоа можат и почесто да дехидрираат. Викендов многу работа и за Штипската брза помош. 250 граѓани побарале медицинска помош, од кои 208 биле амбулантски, а 42 прегледи на терен. Претежно се интервенирало поради покачен крвен притисок, сончаница и кардиоваскуларни проблеми. Општина Виница во изминатиот период реализираше низ значајни проекти кои донесува видливи промени во инфраструктурата, економијата, образованието, спортот и културата, потврдувајќи својата посветеност кон создавање модерна и развиена локална заедница. Со големи инвестиции во патната инфраструктура беа реконструирани улици, санирани оштетени коловози и асфалтирани значајни патни делници. Особено значаен проект беше целосната реконструкција и асфалтирање на локалниот пат Блатец-Детлово во должина од 5,5 километри, со што значително се подобри поврзаноста и безбедноста за жителите и земјоделците од овој регион. Со реконструкцијата на спортските терени во Општинското основно училиште Гоце Делчев во Виница, учениците добија современи и безбедни услови за спорт и рекреација. Истовремено, општината продолжи со поддршка на талентираните ученици преку доделување ваучери за најуспешните на државните надпревари.
Виница забележи и значаен економски напредок. Локалните компании минатата година остварија приходи од над 341 милион евра, а новата инвестиција на Мак Прогрес вредна 8,5 милиони евра представува силен поттик за зголемување на производството, извозот и отварање нови работни места. Паралелно се создаваат и услови за развој на нова индустријска зона, која ќе отвори дополнителни можности за инвеститори и локалниот бизнис. 40 нови уметнички дела продуцира овогодишното 34-то издание на Лесновската меѓународна ликовна колонија. Нив ги создадоа 21 учесник од Македонија, Бугарија, Србија и Црна Гора. Традиционално се слика во прекрасниот, како што и претходно спомнав, природен, духовен и културен амбиент на Лесновскиот манастир, така што инспирацијата е од самиот простор, а реализацијата е по слободен избор на секој уметник. Кога овие дела ќе ги види публиката? Првата средба со публиката ќе биде на 28 август, каде што изложбата ќе биде отворена и во следните неколку дена пробиштипската јавност ќе има можност да ја види. Покрај тоа што изложбата ќе биде представена во Пробиштип, секако овој тип на изложби патува и низ нашата држава, во други галериски простори, во други градови, каде што и други љубители на уметноста ќе имаат можност да ги погледнат овие прекрасни дела со кои што Пробиштип е многу горд. Освен ликовната, во работната агенда на Пробиштипскиот дом на култура се и други настани од областа на уметноста и културата. Последниот период се организираат ликовни изложби, театарски представи и предавања. Секако дека голем простор во активностите на оваа институција од културата зазема одбележувањето на 28 август, денот на македонските рудари, но и ден на Пробиштипската општина. Во соработка со локалната самоуправа предвидени се концерти, театарски представи, ликовни изложби и други настани од областа на културата и уметноста. Во Делчево денеска се одржа првиот надпревар во косење трева со рачна коса. Настан кој ги врати спомените на старите вредности, трудолюбивоста и традицијата. Градоначалникот Иван Гоцевски истакна дека идејата, родена за време на неговата посета на Швајцарија и средбите со македонските селеници, денеска прерасна во реалност и најави надеж дека манифестацијата ќе стане препознатлив традиционален настан за Делчево. Ова не е само настан, ова е настан со кој што ние како општина Делчево, како институции и како граѓани на нашето убаво Делчево сакаме да допринесеме до зачување на нашите традиции и култури, затоа што косењето не е само физичка работа со која што на времето и ние како деца и нашите родители, и нашите дедовци рачно собиравме храна за нашиот добиток, туку ова е и на традиција која што сакаме да ја оставиме како аманет на сите генерации кои што доаѓаат после нас. На првиот надпревар неуспешен беше Јонче Новоселски од село Град, кој го освои првото место. Второто место му припадна на Миле Николовски, а третото на Александар Николовски. Локалитетот Куклица, кој е прогласен за споменик на природата, е без само прогласената 41 годишна газдарица Стојна Димитровска Бут. Таа е во притвор поради нелегална наплата и напад врз полицајци. Јавен обвинител од основното јавно обвинителство Кубаново до надлежниот суд поднесе предлог за определување мерка притвор за 41 годишната жителка на Кратово, која беше лишена од слобода вчера и за која се водат постапки за спречување на службени лица во вршење службени дејствија и узурпација. Осомничената по долг период и покрај сите досега преземени мерки продолжува да го узурпира локалитетот Куклица, кој со указ е прогласен за споменик на природата, да им наплаќа влезници на посетителите без правен основ, да се расправа со нив и да им се заканува, со што постојано го нарушува јавниот ред и мир. Стои во предлогот за одредување притвор. При последниот инцидент, осомничената физички ги нападнала и спречила полициските службеници, кои се обиделе да ја легитимираат и приведат. Димитровска заедно со незиниот сопруг и претходно учествувала во дејствија на спречување службено лице во вршење службено дејствие кон пазарни инспектори. Од тие причини, кои укажуваат на опасност од бегство, но и на јасна тенденција, осомничената да продолжи да врши кривични дела, јавниот обвинител до судијата на претходна постапка достави предлог за определување мерка притвор. Предлогот на јавниот обвинител е прифатен и судот со решение ја определи притворската мерка.
Неславен рекорд на македонските патишта. Во текот на јули полицијата регистрирала речиси 21.000 сообраќајни прекршоци низ државата, поточно 20.976. Најголем дел од санкциите се за пречекорување на брзината, за што били изречени 4.241 казна. За безобзирно управување со возило биле лишени од слобода 496 лица, меѓу кои возачи под дејство на алкохол, без возачка дозвола или со забрана за управување. Одземени се 332 возила согласно законските одредби. Во истиот период санкционирани се 4694 неправилно паркирани возила, 430 возачи под дејство на алкохол, над 2000 мотоциклисти без заштитен шлем и 1829 возачи без сигурносен појас. Од МВР апелираат до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат правилата и прописите, бидејќи контролите ќе продолжат и во наредниот период. На Дунав во близина на рафинеријата во Панчево е забележан еден од најимпресивните риболовни улови во последните години. 40-годишниот Бојан Олас од Панчево успеал да улови капитален сом тежок 84,5 кг и долг 2,20 метри. Вистински речен джин што веднаш го привлече вниманието на љубителите на спортскиот риболов. Бојан вели дека ова е најголемиот сом што некогаш го уловил и дека овој момент за секогаш ќе остане запаметен како најголем успех во неговата риболовна кариера. До неверојатниот улов дошол додека ловел со традиционалната техника бучка, користејќи дурбак и глиста како мамка. Откако рибата загризала, започнала вистинска борба која трајала околу 40 на минути. Огромниот сом пружал силен отпор, па за негово извлекување биле потребни големо искуство, трпение и упорност. По исцрпувачката битка, Бојан успел безбедно да го извлече речниот джин на брегот, иако многумина би го задржале ваквиот улов како трофеј на животот, Бојан донел поинаква одлука. Откако го фотографирал, огромниот сом го вратил назад во Дунав за да продолжи да живее во своето природно живеалиште. Утре времето сончево и многу топло, со температури до 35 степен. Ветрот ќе дува со брзина од околу 6 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 25%. Температурите по градови се следните. Штип и Карбенци со по 35, Пробиштип и Чешиново Блешево како и Кочани со 34. Виница 33, Македонска Каменица 32, Делчево 31 степен. Температурата во Пехчево и Берово до 29 степен. Според православниот календар, утре ден посветен на светите маченици Трофим и Теофил. Католиците се спомнуваат за Нивес.